Во Основниот суд во Куманово започна судењето на 36-годишната кратовчанка Вангелица Илиевска, која во семејната куќа во јуни годинава со нож ги уби мажот и сопругот. Обвинителството бара да се осуди по член 123 од Кривичниот законник, додека нејзината одбрана тврди дека постапувала во нужна одбрана. И на прашањето на судијата, обвинетата се изјасни дека делото го сторила за да се заштити себе си. Нашето вештачење во поглед на психофизичката состојба на обвинетата во моментот на делување покажува целосно постапување во услови на стесната свест, односно во услови на нужна одбрана, кое што е потврдено со сите преку 75 писмени докази за жртва на семено насилство. Оно што беше интересно е што дури еден од сведоците свесно кажа дека обвинетата потврдила дека се борела со двајца силни, крупни, високи мажи, мислејќи на починатите. На денешното рочиште сведочеше и мајката и сопруга на починатите Јован и Стојан Илиевски. Таа рече дека лично не сведочила на убиството и негираше дека нејзиниот син вршел семејно насилство. Сепак рече дека ќе бара обештетување од обвинетата. Наредното рочиште е закажано за 18 декември. Ќе се разгледуваат доказите и ќе се сослушат вештите лица од психијатрија и ДНК анализа на предлог на обвинителството. Обвинителството остана на обвинителниот акт и за продолжување на куќниот притвор на Вангелица Илиевска. Семејната драма се случи на 13 јуни. Осомничената жена по претходна вербална расправија сопругот физички ја нападнал, ја удирал со тупаници во пределот на главата и телото, а потоа со рацете ја фатил за вратот и почна да ја дави. Таа успеала да се тргне и од кујната зела кујнски нож со кој најпрвин го прободела сопругот, а потоа и неговиот татко.